доктор на науки, професор, тоа никако да го избегне да го каже кој да се појави. И он последно што докажал дека овие кученца ако се раѓаат, сите се СДСМовци. Ама на 40 дена прогледуваат и стануеле ВМРО-вци. Еј, али шо ми се деси пред 3 недели, луѓе? Абе лудило. Пуштам телевизија и слушам: Људи, вратија се Јохан. И јај што се врати човеков. Беше крив, не е битно. Важно се врати, нели, за негови арно се. Али луѓе, овие репортери бе на вести бе. Овие на телевизија бе, тој на Канал 5 бе, луѓе. Знаете ли како го најави доаѓањето негово бе? Нели се симиња авионов на аеродромов и овој репортеров. Еве го. Вратата се отвора. Ветре развигорче пирка. Срцата ни подскокнуваат од радост. Некои од нас добиваат блага аритмија. Устите се сушат. Разуздани млади хостеси прават пируети со леден чај во енцерите. Туку што една ластовичка се посра на мојот камерман. Еве го. Се појавува тази избриченото светло лице на нашиот Јохан. Слегува скала по скала. Конечно, стапнува на тлото на Александар Велики. Ова е мал чекор за Јохан, но голем за Македонија. Јохан е облечен во последниот модел на бутикот Хуго Хак Шевенинген. И жена му е облечена, сега за сега. Гледам турканица кој да му го врачи свежото пролетно цвеќе. Премиерот таму жестоко се бори со неговите родени деца за подобра полпозиција. Но неговите деца излегуваат по курнас, зашо премиерот имаше проблем со пневматиците и мораше во пит стопот. Се вртат прасиња наоколу. Некои се вртат на ражен, а некои околу мајка им. Луѓето пијат и јадат како дупнати. Некои пијат од сабајле. Се поганат во гаќи и повраќаат. Колку убав ден, колку голем ден, колку среќен ден, ама наскоро ќе се стемни, но само надвор, длабоко во нас ние продолжуваме да ја следиме светлината. Јас сум вашиот репортер Миомир Серафиновиќ, во живо од аеродромот Александар Велики од Канал 5 телевизија. Не знам дали сте слушнале, ама имало корупција во здравство. Не знам за вас, моите деца изгледа слушнале. Синов и вика на керката: дадо, ајде да си играме, ја ќе бидам доктор, ти пациент, ја ќе те лечам. И оваа керка ми му вика: ајде бе бато, а овој вика: дај прво 50 евра. И не знам дали знаете, она пред година дена го истакнав статусот на Facebook и луѓе, мислам 3000 лајка добив. А уствари приказнава е вистината. Мој пријател отиде на операција и влегол анестезиологов и го прашал, му рекол, вика: господине, вика, сакате од оваа поевтинава анестезија што ја покрива фондов или оваа поскапава, или од джеб што е овај? И овој му рекол, пријателов: па анестезија, дај ми оваа што ја покрива фондов. И овој анестезиологов рекол: добро, седнал до него, почнал да го гали и да му ја пее нани детенце. Али пред да влезе анестезиологов, влегол хирургов насамо. И кога го видел пријателов, му рекол: абе, докторе, вика, да бидеш нежен со мене, знаеш, прва операција ми е. А хирургов му рекол: ич да не се секираш, знам како се осеќаш, и мене ми е прва. И овој му рекол: абе, како прва? Али овој му рекол: ич да не се секираш, глеј како ми спие руката. Али со оваа сечам. Ај, тури малце нешто така да ми се смири. И овој пријателов не знаел, му турил 500 евра. И овој кога ги видел париве, му рекол: брат, ја за толку пари пред да те сошијам и органите по фенг шуи ке ти ги наредам. А овој еден комши имам Фадил, го запиша овој син му на медицински факултет, и овој син му анатомија никако да положи,
И овој професоров му рекол на син му, иди да ми го викнеш татко ти. И отишол Фадил и му рекол, слушај професора, јас знам зашто си ме викал, јас знам да мој син е неки Ајнштајн. Але вика, ако може да му туриш една шеска да не изгуби годината, хеј. А овој професор му рекол, ма иш да не се секираш, бе, каква година да изгуби? Кој да изгуби година? Син ти да изгуби година? Па нема шанси, бе. Ајде да се кладиме 1000 евра дека нема да изгуби година. Ова стварно со здравство, викам, со ова ше плаќање во пучинок, бе. Тоа е многу ризична работа за пациенти, бе, стварно е. Ја овој матичниот доктор ми вика, слушај Саша, сега јако сум ти доктор, немој да ти падне на памет да ми умреш. Зашо така ако ми умираат сите пациенти ќе останам без плата. И не дај Боже да легнеш да земе да те прегледува. Те прегледува нака, вика, па супер си, добар и ова е добро и срце и бели добро и ова е добро и ти стануеш, ако е добро, стануеш да се облечеш да си, абе полежи уште малце да ти најдам нешто, билки ќе ти најдам. Значи ова со јавново здравство што го донесоа на таа гранка, само го кренава приватново. Јавново го ништуваат за приватново да го кренат. Па тоа не се издржи у приватниве клиники, бе. Ја кога бев у тоа Филип II нешто да ми прегледаат срце и сега ме прегледувам и вика све е супер, само гледај, избегнувај стресот и олабај се. Како бе да се олабаиш кога ќе отидеш на шалтер, бе, луѓе, кои ти кажат 3500 денари сметката, бе, за преглед, бе. Одма инфаркт те удира, бе. Или баба ми била на приватник и прегледуеле очите пошто матно гледа и кога после ја покажале сметката нагло и светнало све. Таква е, драги мои, ситуацијата кај нас. Значи, ама тоа вас нека не ве секира. Корупција имало, ќе има секогаш. Нека не ве секира, сега ја видат летните одмори, а гледам од агенциите дека најбарани дестинации се грчките острови. Ја немам ништо против грчките острови, само ве молам, отварајте 16 очи. Оти ако не сте геј и ако отидете на Миконос, може некој да ви го спиконос. А ако отидете на Родос, може некој да ви го збодос. Затоа внимателно, оти мене од такви острови ми е преку Тасос. Фала многу.